Па навистина изненадувачки еве до овој период, како што имам информации, а и од самата страна моја кошница.мк, каде што можат да проверат сите граѓани кои се компании, маркети влегуваат, веќе кошницата новогодишна достигнува една фантастична бројка од околу 1000 производи, а ќе надмине 1000 производи со почетокот на самата акција. Голема благодарност до сите компании маркети кои учествуваат во оваа општествено одговорна акција која произлезе од нив, а ние како Министерство за економија и влада ја поддржавме. Знам дека има многу скептичност кај граѓаните во однос на намалување на цените и еве ги повикувам јавно сите граѓани во Македонија, вклучувајќи и синдикатите, заедно со пазарната инспекција која ќе биде на терен да прават и самите мониторинг и да се уверат дека навистина сите оние производи кои ги понудиле самите компании ќе бидат намалени најмалку за 10% од најниската цена претходниот месец пред да започне акцијата. Така да не верувам да има одредени изигрувања, бидејќи со задоволство компаниите и маркетите ја дадоа ова мерка која произлегува од нив, односно акција, и не верувам дека самите ќе ја изиграат. Иначе да напоменам дека слична ваква акција слушнавме има и во соседна Грција и во другите држави, и добро е бидејќи кога имаме еден тренд на зголемување на цените на храната секаде во светот, ние правиме едни вакви мерки како Министерство за економија и влада, со што го штитиме на некој начин животниот стандард на граѓаните да добијат поевтини цени токму на вакви големи празници како што се Нова година и околу Нова година сите овие празници на основни прехранбени производи кои што ја фаќаат трпезата токму за Нова година и за тие празници. И да напоменам дека во ова кошница уфатени се алкохолни и безалкохолни пијалоци, од храната уфатени се месо и месни производи, риба има, исто така уфатени се пекарски производи, тестенини, млеко и млечни производи, овошје, зеленчук, кондиторски производи и така натаму. Сето ова може да го видат граѓаните на страната, повторно да повторам, моја кошница.мк, каде што јавно се истакнати тие производи. Иначе учествуваат преку 80 компании до овој момент. Имаме околу 962 производи, меѓутоа до крајот на денот реков бројката ќе биде над 1000 производи и ќе се продава во маркети на преку 300 пунктови маркети во сите градови и општини во Република Македонија. Така да очекуваме граѓаните овие новогодишни празници да ги поминат со пониски цени и да заштедат дел од својот домашен, односно семеен буџет, средства кои што може да ги употребат за други потреби. Ние гледавме да производи кои што не зависат од натрешниот пазар од Македонија, да не правиме голема штета на компаниите кои ги произведуваат, ги изоставивме. Такви се маслото, шеќерот, кафето и какаото, бидејќи зависат од светските берзи и од увозот на сировини од странство. Гледаме дека многу се зголемени цените на кафето, какаото, на шеќерот на светскиот базар, исто така и суровините за маслото, и затоа гледаме да не бидат овие производи внесени во кошницата, меѓутоа гледам дека има одговорни компании кои што навистина и на тие производи кои беа изземени даде одредени попусти. Еве би го кажал маслото Бисер од Струмица, мислам, има попуст на сите цени на неговите производи за масло за домаќинство. Па ете неговиот пример, нека го следат и другите компании во Македонија да бидат општествено одговорни, да изсимнат цените и да понудат добри цени на граѓаните за овие празници.